Во Binance Wallet се појави нов дел со Pre-IPO Assets. Ова не е класична функција како што изгледа на прв поглед. Ова не се акции, не купуваш дел од компанија. Ова се токени што одразуваат вредноста или очекувањата за одреден проект пред да излезе на берза. Практично добиваш изложеност на движењето на цената во рана фаза без реално да поседуваш акции или инвеститорски права. Сега ќе ти покажам како изгледа. Влегувам во Wallet, одам во Markets и тука ја гледаме новата листа. Моментално има 5 асети, прва почетна група. Ова покажува дека веројатно ќе се проширува понатаму. Сега ќе отворам еден асет за да видиш како функционира. Кога ќе влезам натре има неколку клучни секции. Price ми ја покажува моменталната цена, ама ова не е класична берзанска вредност и не значи дека е реална IPO проценка. Инфо е краток опис за проектот, само за да разбереш што гледаш. Дата е најважниот дел. Тука гледам дали има волумен, ликвидност и активност. Ако нема доволно движење, тоа значи дека нема интерес во моментот. И делот аудит. Тука гледаш дали смарт контрактот е проверен. Ако има аудит, значи дека кодот е прегледан од безбедносна страна, ама тоа не значи дека ризикот е нула. Ако нема аудит, ризикот е уште повисок. И сега доаѓа реалниот дел. Ова не е класичен маркет. Ликвидноста често е пониска. Тоа значи дека поголем спред и понекогаш непредвидливи движења. Затоа не се влегува импулсивно. Ќе направам мал тред само за тест. Ќе го одбереме SpaceX. Кликнуваме на трейд. Уште една работа што ја забележувам. Кај некој од овие асети, трейдот оди преку Solana инфраструктура. Тоа значи дека дел од ликвидноста и трансакциите се поврзани со Solana мрежата. Ова не значи дека сите Pre-IPO асет се на Solana. Зависи од самиот асет и како е структуриран. Некои може да користат различна инфраструктура или да бидат поврзани со повеќе системи. Ќе внесеме количина на која што би сакале да ја направиме swap и кликнуваме swap, потоа confirm. Трансакцијата е успешна. Кај вакви асет целта не е брза одлука, туку читање на однесувањето. Дали има волумен, дали има интерес, дали цената реагира нормално на купување и продавање. Ако спредот е преголем, тоа е знак да се почека. Подобро е да гледаш од страна отколку да влезеш без услови. И уште нешто многу важно. Ова не е цена како на класична берза. Ова е повеќе пазарно однесување и очекување отколку стабилна вредност. Затоа движењата може да бидат брзи и нестабилни. И не секој има пристап до овие асет, зависи од регионот и достапноста. Поентата не е да влезеш прв, поентата е да разбереш што ново се отвара на пазарот. Ова е нова категорија во трейнингот што допрва ќе се развива. Јас ќе продолжам да ги тестирам овие опции и да гледам како се однесуваат во пракса. Ова е само почеток на нов тип на трейдинг алатки. Ќе видиме како ќе се движи понатаму. Тоа беше се за ово видео. Ако ви се допадна, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.